Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за една молекуларна техника која се користи во имунологијата, а таа техника е Western blotting. Сега, во учебникот Куби имунологија, тој преводот на македонски, ова е преведено како Western дамкосување. Значи, немојте го викате Western дамкосување или пак западно дамкосување, значи ќе си го викате Western blotting, како што е англискиот назив. И за голем дел од односно да наречам сите биолошки техники, убаво да се ви користи англискиот назив, бидејќи цел свет го користи тој. Нема ние тука сега да го преведуваме македонски да звучи смешно. И после некој ќе те праша од странство и нема да знаеш. Сега, Western blotting, самата техника нема врска ништо со запад. Едноставно така ќе го дали името бидејќи првично постоела Southern blotting, техника која е развиена од научник каде што презимето му било Southern, односно јужен. Така што ако направиме вака југ, неговата техника на јужниот ја нарекле Southern blotting и таа била за анализа на ДНА. Така, но понатаму се развиле слични техники кои се базираат на сличен принцип. За слични работи биле анализите и како да им остават името, едносно почнале со половите. Така, имаме Northern blotting која не е за ДНА, него е за РНА анализа и после дошло и ова Western blotting. Ке ставам само West, кој ние сега ќе го изучуваме, кој е всушност за протеини. И постои нормално Eastern blotting, кој е всушност за анализа на посттранслациони модификации на протеини. Сега, сите овие се слични, се базираат на некои техники со гелови, со електронски, со електрофорези, но ние ќе разгледаме оваа Western blotting, која се занимава со протеини. Значи прво ќе објасниме како се одвива процесот, како работи техниката, па ќе објасниме зошто всушност е битна и зошто се користи. Значи првично започнуваме со некоја смеса од протеини. Да речеме дека имаше на првета, каде што имаш одреден раствор кој ти содржи многу протеини, содржи некои зелени протеини, содржи некои портокалови протеини, некои жолти протеини и така. Значи содржи различни протеини. Сега врз база како ги добиле овие протеини, има некои си разлики. Обично се добиваат од некои си клетки, така имаш некоја клетка, и по НТТ има протеини кои се наоѓаат во цитоплазмата, има протеини кои се наоѓаат во јадрото. Па овие се лизираат клетки со одредени хемиски агенции, овие протеини сите ќе всушност ќе искочат надвор, веќе клетката едноставно ќе биде уништена, така ќе искочат надвор и ти ќе ги собереш. Сега, по НТТ имаш протеини, ама сакаш ти да одредиш одреден протеин, така, дали има одреден протеин, нормално после многу техники за да се одреди дали има одреден протеин, но оваа е едно од тие. И освен со оваа техника што ќе одредиш дали постои одреден протеин, например дали имаме ваков портокалов протеин, ќе одредиш и тоа колкава му е молекулската маса, така колкав е тој протеин во однос на должина, колку аминокиселини има. Сега, да го направиме тоа, треба да спремиме еден гел. Значи тоа е гел кој се спрема од две супстанции, така, и ќе изгледа вака, ќе изгледа како едно долго големо парче вака. Ќе направиме овој гел. И овој се прави од акриламид и бисакриламид. И добро, ги ставаш две овие супстанции и со поентата е со тек на време ќе се стврдат и ќе направат како желесто гел структура. Но пред да се стврдне, ти од горната страна дека се става еднакво како чешел се става еден. Значи, ево како направиме. Што чешело сушност буквално има као вака кои чешлите што имаат нели запчаници кои идат надоле, со цел да се направат ко мали каналчиња внатре во гелот пред да стврдне. И сушност тоа што ќе добиеме, кога ќе оттргнеме ова чешелото од згоре и кога ќе стврдне гелот, ќе биде гел кој што ќе има вакви дупки у него. Така, кај што ќе можеме да ставаме одредени проби. Тие дупки нормално не се длабоки вака, се како бунарчиња мали. Негде доле. И добро, сега го имаме овој гел, кој има такви бунарчиња. Овој гел, структурата на овој гел, ако ја гледаме на атомско ниво, е еден вид као скеле. Значи има некоја си вака структура, сега правам, не знам, ко шестоаголници нешто иде надоле. Значи има некоја скелеста структура и нормално замислете си го 3 димензии дека е. Така, значи некоја си скеле структура во 3 димензии од различни протеини. Односно, има така некоја си скелеста структура, но има дека простор помеѓу нив кај што би можело нешто да се протне, така.
Значи не дека нема простор. Значи има вака некако си простор као вака да го направам како тридимензионално божемски го цртам. Значи може нешто да влезе помеѓу овие испреплетени нишки. Значи иако вака од надвор изгледа солидно како гел, тој всушност е една мрежа на различни молекули кои градат таква мрежаста структура. И ова е битно, зошто? Бидејќи кој имаш таква мрежаста структура, таква скелеста структура, ја сега ќе ја нацртам упростено, значи ќе ја нацртам вака како мрежа само. Ако имаш помали протеини, така ако имаш мал протеин, он многу лесно ќе може да се протне низ сите овие и да стигне до крајот. Така, додека ако имаш некој голем протеин, така да речеме тока, него многу потешко ќе му биде, ќе треба да се врти, ќе многу подолго време ќе му треба дури да ја помине таа мрежа. Така зашто он ќе паѓа надоле. Нели ние кога ќе оставиме овдека горе протеинот и ќе му треба време дури да стигне до доле. А овој малиот зелениот брзо ќе се протиgne надоле зашто едноставно лесно ќе влегува низ дупките. Бидејќи е помал. И освен што е битна големината на протеинот, исто битно каков е полнежот. Бидејќи знаеме дека протеините имаат полнеж, имаат позитивен или негативен полнеж. Зависно кои аминокиселини ги имаат повеќе или помалку. Така, може да има позитивен, може да има негативен, одредени делови е по-позитивен, одредени делови негативен и така натаму. Поентата е исто и полнежот, колкав е полнежот ќе зависи, бидејќи овој гел ќе оставиме понатаму во електрично поле и тоа исто така ќе влијае. Значи има доста фактори кои влијаат врз брзината на движење на овие протеини низ гелот. Уште еден кој него спомнав е всушност формата. Значи освен нели што е битно да колкава е големината, например може да имаш некој кој е толкав, кој е како топче, така, кој извртено вака топче, но можеш да имаш некој кој е исто толкава големина, ама е како ѓувка, така како конет, не е како клопче. И тој многу побрзо ќе се движи. Односно нема побрзо да се движи, овој клопче да ќе се движи побрзо. Ова како конец што е ќе се движи споро, додека ова како клопче ќе се движи брзо. Бидејќи конецот едноставно ќе се заплеткува низ овие скелиња, додека клопчето не може да се заплетка, едноставно само ќе паѓа. Значи битна е форма, големина е исто така битно, така значи форма, големина, односно маса, исто така е битен полнеж. Значи тие три фактори се главните кои одредуваат брзината, така. Значи овие три работи се главните кои одредуваат брзина на миграција, нели? Брзина со која ќе се иде надоле. И тоа е стандардно кога правиме, тоа е стандардни фактори од кои зависи брзината при нативен вестерн блотинг. Така, значи од овие зависи брзината при нативен вестерн блот, односно нативен пейдж. Така се нарекува, што стои за полиакрилмалиден гел електрофорез. Односно, ако овдека само би ставиле примероци, например тука еден примерок, тука друг примерок, тука трет примерок, тие три фактори кои зборевме ќе зависат кој подалеку ќе стигне за дадено време, така. Но ние во вестерн блотингот најчесто не ни е битно каков е полнежот или каква е формата на молекулите, битна ни е само нивната големина. Со цел да ги елиминираме факторите на полнеж и на форма, се третираат пробите со SDS, значи се третираат пробите, тука ќе направиме со SDS, што стои за содиум дуодецил сулфат. Значи натриум дуодецил сулфат, соединение кое ќе ни ги денатурира протеините. И затоа тоа се нарекува SDS, полиакрилмалидна гел електрофореза. Односно, кога ќе ги третираме со ова соединение, сите протеини, без разлика дали се вака како клопче, без разлика дали се вака како некако извртени, дали се како шпагети, какви и да се, така кога ги третираме со тоа соединение, тие всушност ќе станат, значи сите ќе станат во нивната ќе станат сите како конци. Така, без разлика какви биле, едноставно само ќе станат како конци. И сега всушност ќе можеме да ги одвоиме само врз база на нивната маса. Така, значи формата на сите ќе им ја направиме иста, полнежот на сите ќе им го направиме ист, сите ќе станат главно негативни. Едноставно ќе го елиминираме факторот на форма и полнеж. Така. И во тој случај брзината ќе зависи само од
масата. Значи само од масата ќе зависи брзината. И ние сега ќе збориме за оваа SDS, полиакрилидна гел електрофореза. Нека да направам, ќе направам вака една кадичка. Тоа е специјално сега, нема целото да цртам нормално. Значи имаме една када во која имаме пуфер, пуферски раствор, че вака како течност, која е всушност пуфер. И ќе оставиме овој гел, така ќе го потопиме внатре овдека. Нормално ќе виси малце надвор усвари, ева. Ќе оставиме овој гел. И нормално дека си имавме бунарчиња, имаме 1, 2, 3, 4 бунарчиња ќе направиме. Каде што правиме? Овдека во првото бунарче ставаме раствор од протеини, така ќе облежено со портокалова боја, во кој што позната ни е масата на сите протеини. Така. Значи раствор од протеини во кој што ни е позната М на сите протеини. Позната М на протеините, така. Значи знаеме каква е масата на сите протеини кои се наоѓаат внатре во овдека првото пробното. Во другите бунарчиња ставаме непознати примероци, значи ставаме примерок 1, раствор од протеини, одека 2, така и одека со зелена боја 3. Така, бунарчиња кои ги полдиме, например, со серум од некој пациент. Така, во серумот на пациентот ќе има многу протеини или некоја лиза на одредени клетки и така натаму. Значи, раствор кој има протеини, каде што не ни е познато кои се. Овдека сега има едни места во кои ќе се прикачат кабли со струја, но тоа е позитивно, тоа е негативно, не е сега тоа битно, нема да се замараме со електрониката, но тоа што е битно е да што од кој ќе се постави, вака на некој си начин, има тога еден капак се става згоре, горниот крај од гелот ќе биде негативен, додека долниот крај ќе биде позитивен. И сега ќе пуштиме струјата и да видиме што се случува. Рековме иначе сите протеини ќе бидат негативни, бидејќи користиме оваа SDS page, така. Тоа значи дека сите протеини плюс гравитација и плюс полнежот ќе се движат надоле. Така, значи сите протеини ќе се движат надоле. И овдека сега да видиме први што ќе се случи со овие кои ни се познати маса на сите протеини. Значи ќе добиеме вака неколку линии, 3, 4, 5 линии, така. И познато е дека имаме протеини кои се со, не знам, големина 150 килодалтони, 120 килодалтони, 90 килодалтони, 60 и 30 килодалтони. Така, значи тие ни се познати, бидејќи ние знаевме сите протеини кои беа у првата. Сега, ај вака да зумирам, може дека е подобро. Да видиме што ќе се случи со другиве, каде што не знаеме какви протеини имаме. Да речеме една линија се појави тука, една линија се појави тука и една линија се појави овде. Као од црвените, да речеме една линија тука и една линија овде. Кај зеленото, да речеме една линија тука, една тука, ги лупам овие без врска нема, и една тука. Така, се појавиле повеќе линии. И секој од овие линии се всушност протеини, така кои имаат одредена маса. Нормално тие што се потешки протеини, така што имаат поголема маса, се погоре, така бидејќи поспоро идат надоле. Така треба поголеми се и потешко е да идат низ ова скелето да паѓаат надоле. Нормално ако го ставиме ова доволно долго да трае, сите ќе стигнат до доле, ама ние го прекинуваме во одреден процес, во одредено време, така достигна некој си време го прекинуваме процесот. И сега се прават неколку методи кои не возможуваат да добиеме обојување, нормално вака нема да изгледа шарено бои. Значи се прават, се додават некои хемиски супстанции со цел да се добие обојување на сите линии, или се прави, има со рентген, има со други хемикали, но битното е ќе добиеш овие линии и ќе изгледа нешто наликова. Така. И сега врз база на овие овдека лево, кај што гледаш до кај стигнале и знаеш која големина се, можеш да видиш колкава е масата, нели ако овие беа мерени во килодалтони, можеш да видиш колку килодалтони се овие пробите, кај што не знаеш какви протеини имаше. И ова да речеме дека е пола помеѓу 150 и 120, значи ова е околу 135. Така. Ова е на истата линија со 90, така ова е 90. Ова е помеѓу 30 и 60, значи е 45. Ова вдека, ева кажам потенка. Ова вдека е на истата линија со 60, така ова е 60. Ова е исто 135. Ова горе е на истата линија со 150, така ова е 150.
И ова да речеме 30, 90, 120, 135. Така, и сега видовме колку килодалтони се сите непознати протеини во овие три раствори кои ги користевме, базирано на најлевиот, каде што сите знаевме колкава големина се овие дека лево. Сега нормално дека ја ги цртам кој во оптимални услови се изгледа убаво и средно и лесно се одредува, но во вистински случај нема да изгледа баш така. Така, например, овие горните, мислам овие примероците може вака да бидат тука наредени, па како што идат доле вака да се разделат. Така и некогаш тешко е вака да ги најдеш, така. Вака се некако наредени и треба да гледаш со ленгир, па треба да се пази. Не е така убаво дека како што ја го презентирав, па од толку да можеш да речеш, ова е тука, значи толку ќе го бази. Ама тоа е основниот принцип. Така гледаш лево, испоредуваш и екстраполираш што би било десно. И добро, сега ги имаме овие протеини кои се имбедирани на тој полиакримиден гел. И сега ќе го извадиме ќе го извадиме гелот и ќе го поставиме вака, ќе го легнеме. Јас сега ќе го нацртам како легнат со цел побудо да се визуализира. Така вака ќе го имаме легнат. Каде што всушност линиите не се некако вака, така. Линиите не се вака, тие четирите, црвените овдека некаде. Сега не ги цртам точно како се, не е битно. Жолтите исто и тие имаме 3. Така и протоколите таму на најнакрај. Така, сега ги имаме овие. И сега сакаме да видиме кој од овие протеински ленти ни е даден протеин од интерес. Така и тоа можеме да го направиме ставајќи одредено антитело. И сега например ако се врзе тука антителото, ќе врзе или со ензим или со некоја радиоактивна проба и ќе знаеме дека е таму. Но тоа се уште не можеме да го направиме. Зошто? Бидејќи антителата ќе почне да се врзуваат из овој тука гелов. Така едноставно и тој е леплив, тој е направен за да држи протеини на него. И затоа и самите антитела зашто се протеини не може од сега да го аплицираме. Значи прво се става една нитроцелулозна мембрана и има начин како се става, како се мести се тоа. Ќе ставиме како еден тенок слој врз него. Така, кон нитроцелулозна мембрана. И се местат на посебен начин така што се пушта струја и сите овие протеини кои лежаат доле на полиакрималдинниот гел ќе се импрегнираат, така ќе се вметнат горе во нитроцелулозната мембрана. Така, и тоа што ќе ја добиеш од кога ќе ја тргнеш оваа, така, добро, тоа ќе се помине некое време, ќе ја тргнеш теа на страна и сега го добиваш овој лист, не е лист, него така како мембрана, каде што ги добиваш исто како препишани, како прецртани линиите од протеини. Така, не знам сега како беа, не е ни битно. Ака, ќе ставиме некој си. Тоа требаше црвени да бидат. Окей, не е битно. Битното е ќе се пренесат. Така, од полиакрималинниот гел ќе се пренесат сега нитроцелулозна мембрана. Сега, уште не можеме да ставиме антитела. Зошто антителата пак може да се поврзат овдека кај што не треба, така не специфично да се поврзат. И затоа првин ставаме буквално како протеински прашок, она што се пие протеински прашок, се става казеин. Така, каде што казеинот всушност ќе се испозалепи тој протеин секаде овдека, кај што нема протеини. Така што нема протеински линии, ова се ќе се испозалепи, така, ајде да не го правам така со линија, него ќе направам како со точки. Казеинот ќе се испозалепи секаде кај што нема протеини. Така, значи третираме со казеин, не е битно кој е, едноставно треба да биде протеински прашок. Така, со цел да се пополни се тоа што не е специфично место за врзување. И од кога тоа ќе го направиме, додаваме антитело. И сега го ставаме некое си розово антитело и го оставаме да инкубира. Така го ставаме во раствор заедно со целото ова. И антителата ќе се врзат таму кај што се специфични со одредените протеини, да речеме дека тоа е овдека. Така ќе се врзат антителата. Нормално овдека ќе има многу вишок антитела на секаде, бидејќи ова цело сме го потопиле во раствор со антитела. И затоа, од кога ќе помине некој си време, треба да го измиеме целото ова, така, треба да го измиеме со вода, или со некој пуферски раствор, така што тоа што ќе остане се само тие кои се врзале со специфичните протеини. И сега додаваме секундарно антитело, така, значи взимаме секундарно антитело на кое
Може да има некоја си радиоактивна супстанца, некоја луминесцентна супстанца, некој ензим може да има, така може да има некој ензим. И поентата е повторно ова целото сега го потопуваме во раствор во кој го има секундарното антитело. И нормално секундарното антитело ќе се врзе за ФЦ регионот на примарното. Така ќе се врзе и односно има ензим на него. И сега повторно треба да измиеме, зашто овдека наоколу има многу кои не се врзале. Така кои седат наоколу. И повторно измиваме. И сите овие што не се потребни, едноставно ќе се отстранат, само тие кои се врзале со примарното антитело ќе останат врзани. И сега целото ова ќе го потопиме во тој безбоен супстрат што зборевме нели во претходното видео за елиса. Така значи целото ова го потопуваме во еден безбоен супстрат. И на местата кај што ги има овие ензими, едноставно ќе се појави обоѓување. Така ќе се појави обоѓување и ова може да биде такво околу флуоресцентно, така што дури ќе светат тие линии. И сега ова што ни кажува? Ни кажува дали, например, во растворот кој е овој? Да речеме 1, првиот беше проба, 1 и 3, дека во растворите 1 и 3 со протеини, не се кажа тоа дали тоа се серуми од пациенти или што и да се, дека ги има овие антигени, односно протеини кои од нас не се интерес, од интерес, и освен тоа што ги има, можеме сега да знаеме и колкава маса се тие. Да речеме ова дека беше, колку беше, 60 килодалтони, дека се наоѓаат на таа висина, сега знаеме дека овие протеини кои нас се од интерес за нашето антитело, се исто така 60 килодалтони. Значи за да го ме следевте ова видео би требало да го гледавте Елиса, нели претходното видео за Елиса. И мислам дека ќе беше прилично лесно да ме следите. Иако се осеќам дека можев побува да го објаснам се ова, но окей, што е. И тоа беше се за ова видео, се научивте што ново, видовте што е Western blotting, дека служи за анализа на протеини користејќи имунотехники. И со тоа можеме да видиме дали одреден протеин го има во одреден раствор и освен тоа да видиме колкав бил тој протеин. И имаме нативна, имаме SDS полиакрималиден гел електрофореза. Ние зборевме сега за SDS, каде што протеините се денатурирани и сите се такви кончести структури, каде што движењето нивно се зависи само од нивната маса. Добро, тоа беше се за видео и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.